Бог воспоставува завет со Аврам. По оние настани беше упатено слово Господово кон Аврам во видение. Не плаши се, Авраме, јас сум ти закрила и наградата твоја ќе биде многу голема. А Аврам рече, Господи, зошто ми се твоите дарови кога сум без пород, а наследник во мојата куќа е Елизер од Дамаск? И пак рече Аврам, бидејќи ти не ми даде потомство, ете, затоа еден од слугите родени во куќата моја ќе биде мој наследник. Но Господ пак проговори, нема тој да ти биде наследник, туку оној кој ќе произлезе од тебе, тој ќе ти биде наследник. Па го изведе надвор и му рече, погледни на небото и изброј ги звездите, ако можеш да ги изброиш. И му рече, толкаво ќе биде потомството твое. И му поверува Аврам на Господ и тоа му се засмета за праведност. Господ му рече, јас сум Господ кој ќе те изведе од Ур Халдејски за да ти ја дадам оваа земја да ја владееш. А тој рече, Господи, Господи, пошто ќе познаам дека ќе ја наследам? И му рече, принеси ми јуница од 3 години и коза 3 годишна и овен од 3 години, а и грлица и млад гулаб. И тој го зеде сето тоа и ги пресече на половина и ги стави сите половини една спроти друга, само птиците не ги преполови. А птици грабливки слетуваа на лешевите, но Аврам ги бркаше. А кога сонцето беше на залез, го совлада Аврам длабок сон, и ете, го опфати голем мрак и го обзеде ужас. И Господ му рече на Аврам, знај дека потомците твои ќе бидат придојдени во туѓа земја, ќе робуваат и ќе ги мачат 400 години. Но јас ќе го судам народот кај кого тие ќе бидат во робство. Потоа тие ќе излезат од таму со големо богатство. А ти ќе отидеш кај тетковците своји во мир и ќе бидеш погребан во среќна старост. Тие пак во 4-то колено ќе се вратат ваму, зашто беззаконијата на аморејците уште не го достигнале својот врв. А кога сонцето зајде и падна мрак, ете дим како од печка и огнен пламен помина меѓу оние делови. Во тој ден Господ направи завет со Аврам велејки, на потомството твое му ја давам оваа земја од реката во Египет до големата река Еуфрат. Кенијците, кенизијците, кадмонијците, хитијците, перизијците, рефаимците, аморејците, хананците, еврејците, гересејците и јувусиците.